Почитувани, би сакал да ви ги презентирам процедурите и начинот на работа на Конвенцијата на ВМРО-ДПМН за избор на кандидат за претседател на Република Македонија. Како што веќе ви информиравме, конвенцијата ќе се одржи на 1. односно 1. март оваа година. Во текот на вчерашниот ден беа одржани седници на извршниот и централниот комитет на ВМРО-ДПМН, при што беа донесени и утврдени неколку предлог одлуки и акти, а се поврзани со одржувањето на Конвенцијата на ВМРО-ДПМН за избор на кандидат за претседател на Република Македонија. На Конвенцијата ќе учествуваат 1300 делегати со право на глас. Делегати на Конвенцијата се членовите на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, членовите на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, членовите на извршните комитети на Унијата на млади сили и Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, членовите на председателството на Републичкиот совет на ветерани на ВМРО-ДПМН, организационите секретари и подсекретарите на партијата, делегати избрани од страна на општинските комитети на ВМРО-ДПМН, председателите на централните комисии на партијата, делегати избрани од извршниот комитет, делегати избрани од извршните комитети на Унијата на млади сили и Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, избрани и именувани функционери од ВМРО-ДПМН, како и значајни личности и оснивачи на ВМРО-ДПМН. Конечниот список со делегати на Конвенцијата на ВМРО-ДПМН за избор на кандидат за претседател на Република Македонија ќе биде објавен во наредните неколку дена на веб страната на партијата. Според предложениот деловник за работа на Конвенцијата, кандидатот за претседател на Република Македонија ќе се избира на тајно и непосредно гласање, на кое ќе учествуваат сите делегати на Конвенцијата. Секој кандидат ќе има право на своји представници во процесот на гласање. Секој од кандидатите ќе има право на еднаков пристап при сопственото представување и представување на своите програми пред делегатите на Конвенцијата. ВМРО-ДПМН на својата веб страна во текот на утрешниот ден ќе го објави и јавниот повик за пројавување на интерес, односно приложување на кандидатура до Конвенцијата на ВМРО-ДПМН за избор на кандидат за претседател на Република Македонија. Критериумите се веќе јавно соопштени. Тие се дека кандидатот треба да ги исполнува уставните услови за извршување на функцијата претседател на Република Македонија, да се членови на ВМРО-ДПМН или поддржувачи на политиките на партијата и да се пронаоѓаат себе си во ставовите на ВМРО-ДПМН за државните и национални прашања. Овој начин на избор на кандидат за претседател на Република Македонија, покрај што е редовна пракса на партијата, од самото нејзино основање е и висок демократски, транспарентен и отворен процес, кој наметнува сериозни и добри стандарди во политиката во Република Македонија. Дали има прашања во врска со? Дали ова значи дека ќе одите со оперативници да го кандидирате председател, бидејќи од 1 до 3 кога е собирањето на подписи, да, 2 март имаме малку период. Сте одлучиле за тоа? Па видете, ние на минатите избори и собравме подписи и приложивме подписи од пратеници. За ВМРО-ДПМН и едната и другата опција е легитимна, со тоа што поддршката од граѓаните секогаш има поголемо значење и приоритет за нашата партија. Дали Иванов останува во игра? Молам? Дали Иванов останува во игра? Јас не би можел да прејудицирам никакви одлуки или постапки за кои што ќе одлучуваат 1300 делегати. Тоа на само кандидираните овие? На пројавување на интерес практично. Да. Лично, како и секогаш досега, без никаква потреба од приложување на поддршка од делегати или пријавување на поддршка од општински комитети. Тоа воопшто не е дел од ниту една постапка што ние ја тераме, а најмалку од оваа постапка каде што повеќе се цени личниот интегритет, авторитетот, способноста, капацитетот на кандидатите. Сите пријавени на јавниот повик ќе одат на Конвенцијата или ако доколку има повеќе кандидати ќе се прави некоја претходна процедура за селекција? Значи да видиме каков ќе биде интересот околу целата постапка. До сега сето тоа си одело регулирано со актите на Конвенцијата, не очекуваме никакви проблеми во врска со тоа. До кога е рокот да се пријават? Тоа е едно прашање. Второ, хипотетичко што ако 20, да речеме, имаат исти број гласови, дали сте предвидели во таква ситуација
Да, кој ќе добие предност, предвидено, и каде ќе се одржи? вака, на двете прашања ќе ви одговорам. Рокот за пријавување, кој што вчера го утврди Централниот комитет, а ќе биде дел од јавниот повик кој што ќе го објавиме, е до среда. Значи до следната среда, датата мислам, не, до следната среда, ако не се лажам, помогнете ми со датата, тоа е некаде 26 или 27, ако не се лажам. Значи до среда, до следната среда. Тоа е на 3 дена пред одржување на конвенцијата. Во врска со начинот на гласање, утврден е предлог деловник за работа на конвенцијата, кој што во својот член 4 го регулира ова прашање. За избран кандидат на ВМРО-ДПМН за председател на Република Македонија се смета кандидатот кој добил најмногу гласови од сите кандидати, но не помалку од 1/3 од вкупниот број на делегати, доколку ниту еден од кандидатите не го добил потребниот број на гласови од претходниот став или кандидатите добиле ист број на гласови, гласањето се повторува. Во повтореното гласање учествуваат двајца кандидати кои добиле најмногу гласови во првото гласање. Така да и тоа е регулирано во предпоставка во предложените акти за самата конвенција. По колку минути ќе има да се представат? Во принцип, она што е предложено во предлог деловникот е по 25 минути. Каде ќе се одржи? Во Скопје ќе се одржим во универзална сала. Изјавува дека чекаат формален писмен одговор од вас за конституционниот кандидат. Ќе има таков одговор? Имаш ли? Јас мислам дека сме одговарале веќе неколку пати по однос на овие прашања. Навистина не би можел јас нити лично, нити во име на било кого да прејудицирам каква ќе биде постапката и каква ќе биде одлуката на конвенцијата на ВМРО ДПМН која што ќе се одржи на 1 март. И не би можел исто така да прејудицирам дали ДУИ или било која друга политичка партија би ги препознала вредностите, капацитетот, авторитетот на било кој што ќе биде избран на таа конвенција. Значи, премногу, ако ви одговорам нешто, би било премногу хипотетички и премногу прејудицирано. Јас тоа не можам да го направам. А хипотетички ќе има ли предвремени парламентарни избори? Вака, Дали е отворена таа опција се уште? значи, ние како партија сме спремни за одржување на предвремени парламентарни избори, заради тоа што нема од што да се плашиме. Се чувствуваме сигурни заради илјадниците проекти, илјадниците позитивни мерки кои што сме ги направиле пред граѓаните, без потреба да ги набројувам, мислам дека нити па можам да ги набројувам сите работи кои што сме ги направиле, а кои што нас како партија ни даваат сериозен кредибилитет пред гласачите во Република Македонија. Вие знаете дека одлуката дали би поддржале предвремени избори во ВМРО-ДПМН не е донесена, но би сакал да потенцирам дека таа впрочем и не зависи само од нас. Ние ги следиме ставовите на сите политички партии, на сите релевантни политички партии во врска со ова прашање и нашата одлука ќе биде базирана врз база на принципијални основи, но пред се почитувајќи ги државните интереси на Република Македонија. Значи, таа одлука не зависи само од ВМРО-ДПМН. Постои ли расположение Само- некоја верификациона комисија која ќе го спроведе ова? Значи, ќе има работно председателство, кое што ќе биде, како што е предложено, од 11 членови, и ќе има комисија за спроведување на изборот, која што ќе го спроведе изборот на тајно, непосредно гласање, броење на гласачки ливчиња, која што треба да биде составена од 7 члена. Тука повторно би потенцирал дека секој од кандидатите ќе има право на свој представник во целиот процес. Значи, да биде вклучен и да го наблюдува. А еден по еден. Јуле па Милка, повеќе. Веќе сте во контакт со ДУИ, постои ли расположение кај за предвремени парламентарни избори? Мислам дека тоа прашање најадекватно е колегите од ДУИ да ви одговорат. Не би сакал јас да давам одговор во нивно име. Повелете. Во тој контекст сакав да ве прашам дали всушност идејата за предвремени, предлогот за предвремени избори, како што е цело време се шпекулира во јавноста, ќе произлезе од ДУИ како резултат на нивното незадоволство, бидејќи очигледно е дека вие не
одговарате позитивно на нивното барање за консензуален кандидат. Тоа е повеќе од јасно и гласно не го артикулирате. Меѓутоа, мислите ли дека тоа ќе биде, да речем, Да, поводот да се распишат предвремени. Не би сакал да преюдицирам. Знаете, било што да одговорам на вашето прашање би требало да преюдицирам како 1300 делегати би се одлучиле на евентуални кандидатури на лица за кои што се уште не знаеме дали ќе се кандидираат или нема да се кандидираат. Затоа одговорот на вашето прашање во овој момент е суштински невозможен. Јас ви кажав дека ние како партија апсолутно сме спремни за избори, но одлуката секако дека не зависи само од нас, зависи од политичките ставови во овој комплициран процес со устав утврден, таков е процесот, на сите останати политички партии кои што имаат релевантна партиципативност во институциите на системот. Да, и бидејќи вие сте владеачка партија, имате огромна политичка моќ долги години и од кај вас, да речем, ќе излезе кандидат кој ќе има големи шанси да победи на следните претседателски избори, сакам да ве прашам што мислите? Еве и вие како еден од 1300 делегати, каков кандидат ќе понудите на граѓаните на Македонија за кои би гласале на 13 април за председател на државата? Кои квалитети ќе ги имат? Значи, Билка, тие 1300 делегати ќе одлучуваат по сопствено убедување врз база на сопствените вредности и врз база на она што ќе го препознаат во понудата од кандидатите, во делот на нивните програми и во делот на нивните вредности и принципи кои што ги застапувале во својот работен живот или кариера до сега. Јас воопшто не се сомневам дека овој максимално отворен, транспарентен и демократски принцип и постапка која што ВМРО ДПМН веќе 20 години ја практикува, дека нема да даде добар избор. Туку сум сигурен дека изборот на конвенцијата како врвен демократски начин да се избере кандидатот ќе биде исклучително добар кандидат за председател на Република Македонија, како што им неколку пати до сега сме покажале низ историјата. Сигурно Повелете. правите партиски анализи. Анализите покажуваат како кандидат ќе победи. Пак ќе ви кажам. Значи 1300 делегати е огромен број на делегати кои што ќе одлучуваат. Не би сакал со ништо овој процес кој што навистина е демократски процес, отворен процес, транспарентен процес, да му дадеме било каква друга слика. Членовите на раководството на ВМРО ДПМН, како и сите други делегати од општинските комитети на ВМРО ДПМН, ќе имаат право на еден глас на таа конвенција. Вие се срама да кажа, дали Ѓурѓе Иванов има највисок рейтинг? Јас не би можел ништо не сакам да преюдицирам пред одржување на конвенцијата. Нас како раководство на партијата, како извршен комитет, како централен комитет обврска ние да ги запазиме сите демократски процедури и да овозможиме еднаква можност на сите кандидати за избор на кандидат за председател на Република Македонија предложен од ВМРО ДПМН. И покрај забелишките на ОПСИ и на ОДИХР за намалување на цензусот во вториот изборен круг, затоа што според стручната јавност Македонија има највисок цензус, тој 40% се намали. Може ли да се претпостави дека тоа би било ризично за успешност на изборите? Вака, ние многу пати исто така сме коментирале на ова прашање. Прво, ние веруваме во граѓаните на Република Македонија и веруваме во нивната свест за функционалност на институциите кои што значат во Република Македонија. Веруваме дека граѓаните ќе знаат да го препознаат моментот и нема да дозволат да се случи такво непосакувано сценарио. Од друга страна, ќе ве потсетам на нашиот став пред 5 години и повеќе, кога всушност ВМРО ДПМН го предложи ова намалување на цензусот, тогаш ние предложивме и поголемо намалување на цензусот, но овој цензус од 40% беше консензуално и компромисно решение помеѓу лидерите на тогашните 4, односно помеѓу тогашните лидери на 4 најрелевантни
политички партии. Свесни сме за препораката од ОПСИ и ОДИХР и се надеваме дека и другите партии ќе бидат свесни за таа препорака. Дали овој председател ќе биде последно избран на непосредни избори? Дали се размислува на изборно собрание? Мислиме дека изборот на председател на непосредни избори е врвен демократски стандард во секоја држава. Благодарам.